Конечно ќе започне целосната реконструкција на манастирот Трескавец кај Прилеп, или како што го нарекуваат македонскиот Синај. Денеска беше формиран одбор од академици, архитекти, историчари и владици, кои ќе треба да го изготват проектот за реконструкција. Во план е прво да се изгради патот и водоводот до манастирот, за да се започне со другите работи. Трескавец во 2004 година беше ставен во 100-те најзагрозени споменици на културата во светот, бидејќи иако еден од нашите најголеми и најстари манастири, црквата и фрескоживописот кои се од 13-тиот век се во катастрофална состојба. Она што досега е направено, навистина несоодветно на она руина во која што се наоѓа манастирот. Она што сега се планира навистина ќе биде темелно. За староста и големото значење на фрескоживописот кажува и фактот тоа што на еден од зидовите од црквата се пронајдени 7 слоеви на фрески, еден врз друг. Планирано е комплетно да се реконструираат конациите, црквата, фрескоживописот, но исто така да се направат и археолошки ископувања, затоа што црквата е изградена во храм на боговите Аполон и Артемида, а во околината се наоѓа и античката населба Колобаиса. Остатоци од неа и камени плочи може да се забележат насекаде во манастирот. Вие, прилепчани, особено Македонија, ќе има едно место, да не кажам рајско место во Македонија, кое што насекаде и досега е познато, но сега натаму ќе биде уште повеќе. Одлучено е нешто многу круцијално, да се собере све во Македонија што е досега направено за Трескавец, во доменот на археологија, архитектура, историја на уметноста и духовниот живот. Како би се пришло кон еден стабилен елаборат. Со овој досега еден од најграндиозните проекти за реконструкција на некој манастир се планира комплексот Трескавец да стане една од главните туристички дестинации во Македонија.